Добро вечер, драги приятели. И вечера повторно ќе ви се обратам, наравно преку видео. Но овој пат повторно ќе зборувам за светската политичка сцена, поточно глобалната, бидејќи истата се одразува врз целиот свет, врз Балканот, наравно и врз Македонија. Толку трагикомични работи се случија деновиве, што не знаев дали да се смеам на новиот претседател на САД, Џозеф Бајден. Првата работа што направи, ми се закани со Русија, со многу смешни работи. САД никогаш нема да признае Крим како руска територија. Се прашувам, овој човек во години, дали уопште ја познава историјата? Дали знае дека Крим бил во дел од Русија, од царска Русија, како и денеска што е дел од Руската Федерација, уште од времето кога САД не постоела како држава, поточно од царска Русија. Но, не ме држите дур, дали 1955 или 56 година, Никита Хрушчов, кој тогаш беше претседател на СССР, инаку потекло украинец, го зима Крим на Русија и го подарува на Украина. Но со референдумот на Крим 2014 година, Крим се враќа во својата матична држава, тоа Русија или денешна Руска Федерација. И тоа е толку трагикомично, ја би го запрошал господинот Џозеф Бајден, новиот претседател на САД. Во ред, не го признавате Крим како дел од руската територија. Дали може да ми кажете како ќе го урадите? Имате сила за тоа? Или сакате самоуништување? Понатаму, од новинарски извори медиумите јавуваат дека САД е исплашена токму две работи, од хиперсоничното оружје на Русија, но и на Кина. И имаат намера во наредните години да се обидат да изградат ПВО-системи, значи противвоздушна одбрана, против овие хиперсонични оружја, значи на двете земји не се. Значи, полека и Кина влегува во земја со хиперсонично оружје, нормално далеко од Русија. Втора работа, деновиве за тоа да го остvari и евитко контрола врз Арктикот, САД заедно со Канада склучуваат договор да инвестираат 15 милиарди долари во изградба на сателити кои би штитили на време, би известувале за наводни напади и така натаму. Но тоа е се безнадежно и фрлање пари во бунар без дно. Но тој не е нивен проблем, не е мој, али повеќе трагикомично изгледа, место да си го погледнат проблемот што го имат дома, а тоа е огромен проблем, сад во моментот се соочува со огромна економски колапс. Прво, значи повторно почнав кај нив да се зголемува бројот на заразеници и почињаците, а таму се само вакцинира со Pfizerovата вакцина, значи не помага многу, толку, значи воопште не е безбедна, експериментална е. Втора работа, САД многу зависи од репроматеријалите, поточно нивните фирми што ги добиваат од Кина, па и дел од Русија. И толку смешни се санкциите што ги најавуваат, повеќе трагикомични. Но јасно, министерот за надворешни работи на Русија, господин Сергеј Лавров, ја укажа и на Европската унија, и на САД, ќе ги прекинеме сите односи со вас, а подготвени сме и за војна. Па нека помислам што може да се случи. Минатата година, значи зимото, САД одржа војна вежба во Полска, заедно со НАТО, трупите, која се викаше Зима 2020. Таа војна вежба требаше да покаже колку Полска,
Значи како најблиска земја кај се стационирани силите на НАТО, особено на САД има бази, колку би можела да издржи во случај на евентуална војна на Полска со САД. Излезе некаде околу 5 дена, значи не пуна цела недела, Полска била целосно прегазена или поточно ниште, над 80% од нивната армија и одбрана би били тотално уништени. Ова зборува за моменталната немоќ на САД и на цело НАТО. Од тие причини овие работи се многу трагикомични. Инаку, под моето видео имате и линкот од текстот за еден руски портал кој објективно кажува дека НАТО во моментот ја потцени Русија, затоа доби, така да кажеме, позаби. Тоа се случи и со нивниот нов разурнувач или зарачка. Пардон, како некои го нарекуваат Доналд Кук, кој беше влезе во Црното море со 100, кој имал наоружен со над 100 ракети, но само еден авион руски, бомбардер, Су-24, електронски го умел, значи Wi-Fi се му запало GPS-от, и морал да се врати, да излезе од водите на Црното море, поточно од близината на руските граници. Слично нешто се случи и 2016 со две француски регати кои беа во близината на Сирија и сакаа да нападат. Тогаш исто со красуха системот за електронско ометање, Русија успеа да ги истера француските фрегати од близината на Сирија. Се тоа зборува дека надмоќта на Русија е голема, а тука е Кина, а САД е во голема економска и воен колапс, исто како Германија и Европската унија, значи наскоро може да се очекува распад и на Европската унија и на САД. Затоа памет во глава, политичари, кај не водите. Добро наќ.